13 надпреварувачки со безпрекорно сервирани трпези сите победнички на општинските надпревари во своите градови приредија вистински празник за очи на вчера одржаната републичка манифестација Вешта жена 2014. Лебедово езеро, Аладиновата волшебна ламба, роденденска маса, фризерски салон, фурна беа само дел од мотивите кои ги инспирираа вештите жени. Во силна конкуренција епитетот Вешта жена за 2014 година на Македонија го понесе Зорица Димовска од Прилеп со незината маса насловена како фурна. Второто место го освои Јованка Иванова со масата Лебедово езеро од Швајцарија, а третото место и припадна на бидолчанката Наташа Груевска. На овогодишното манифестација Вешта жена учествувам прв пат, победив во Прилеп и дојдов на републички надпревар во Тетово. Мојата маса беше фурна, главно јадење аранжирано во црепна и вршник, во леп печен на дрва, полнет со бегова тава. А тортата беше чоколадна торта, украсена во форма на фурна. Тешко ли беше да се подготви се тоа? Не е тешко, но искрено бара многу време и трпение. Желба најважно е од се. Каде добиваш инспирација за готвење? Инспирација за готвење можеш да добиеш од се околу себе. Конкретно инспирацијата за фурна беше за многу честите фурни кои ги имаме во Прилеп и кои народот ги зачувал од многу одамна и се уште се во употреба. Светлана Димовска од Скопје со незината маса посветена на незиниот неодамна починат сопруг ја освои наградата Гран При. Оваа година се представив со масата Пеи со ангелите, посветено мојот сопруг кој неодамна почина. Изненадно и оваа награда на вистина многу ми значи, затоа што знам и сигурна сум, верувам во себе дека можам и знам дека го заслужив онака како што треба. Што значи оваа награда за вас? Па, инспирација за понатака. Во Вешта жена, одам на сребрен медалјон, Гран При, уште еден пехар и ќе видиме понатака сега како ќе се биде, како ќе се согласиме со самите ние, скопјанки. Како тешко ли беше да се подготви масата? Од каде најдовте инспирација? Инспирација самата ми дојде. Не знам, мојот сопруг беше музичар и затоа сакав повеќе да биде така, да не биде морничава, но да биде музички стил. Затоа што знам дека музиката му беше се во животот, освен работата што работеше во основен суд. Републичката манифестација на Вешта жена со своето присуство го збогатија и градоначалниците на општините Теарци, Брвеница, Исена Сани и Енвер Пајазити, како и представничка од општина Тетово и председателките на Сдруженијата на жени македонки од Швајцарија. Манифестацијата Вешта жена ги обединува жените од цела Македонија на едно место и тука нема победени и поразени, смета незиниот творец Снежана Стојановска. Секако Вешта жена е веќе со традиција квалитетно, најквалитетно женско организирање на Република Македонија. Квалитетот го прават самите надпреварувачи, а ние сме само промотори и организатори и на еден начин даваме патока само како да се движат. Меѓутоа, некому да му кажуваш како да се движи ако те слуша во ретие, а ако не те слуша тогаш без разлика што колку да се трудиш да го направиш. Овој состав на надпреварувачки буквално не следеа од пристигнувањето па се до завршувањето онака како треба. Сите овие изданија заслужуваат внимание прво заради тоа што жените ниедна ова не им е професија приготвување на свечена маса. Меѓутоа, секој што би ја следел манифестацијата едно само треба да има на памет. Замислете каква приказна таа ставила во таа маса, замислете колку време таа посветила на сето тоа и на крај сето тоа го зачинила со љубов. Тоа е нешто достоинствено, највеличествено што може да се доживее само на Вешта жена. Затоа што кај нас нема победени, се избира една, а овие се буквално било која од овие да беше прва, секако немаше да биде грешка и од жирито и од публиката. Секој избор на Вешта жена поминува во весела атмосфера. Жените уживаа во заедничкото дружење во ресторанот во манастирскиот комплекс во Лешок.
Години наназад дел од секоја забава на вештите жени е и маестро бенд. Маестро бенд веќе оваа манифестација ја работи скоро да не речам околу нецели 10 години, може ова звучно и гламурозно звучи за самиот бенд, меѓутоа тоа е факт што беве и жените овде, што се присатни како и нашите сограѓани, да кажам, на градот Тетово се доста присатни и што имаме многу големи пофалби од нив и се разбира голема поддршка заедно со вас, што и вие упорно не следите секаде каде што сме. Дали било оваа манифестација или пак некоја друга. Да. Продолжува и понатаму со работата? Да, секако имаме во преговори, мислам, нешто така, некои случувања, али за сето тоа како иде времето, така мислам и да ти договорите и подготовките за тие средби и манифестации. Жените по природа се весели, така да секоја забава е. Како да не, јас позитивноста ја црпам од нив, затоа што жената за мажот е секогаш една голема инспирација и која што се истражува. Медиумски покровител на републичката манифестација Вешта жена 2014 година се радио и телевизија КИС.